Добар ден, драги ученици. Јас сум Александра Крстова, оделенски наставник во трето оделение во Основното училиште Свети Кирил и Методи од Скопје во Центар. И на денешниот час по математика ќе работиме наставната содржина содржатели на 10. Што ќе научиме на овој час? Што се содржатели? Ќе научиме кои броеви се содржатели на 10 и како најлесно да ги научиме броевите што се содржатели на 10. Што се содржатели? Кога множиме со некој број, добиениот производ е содржател на тој број. Но ајде да видиме прво што представува множењето. Со множењето веќе се запознавме во второ оделение и научивме дека множењето е скратена постапка за собирање на еднакви собироци. Ајде да повториме за множењето преку неколку примери. Во првиот пример имаме броен израз кој што е представен со собирање 2 плюс 2 плюс 2 е еднакво на 6. Тука можеме да забележиме дека бројот 2 ни се повторува 3 пати и заради тоа можеме овој броен израз да го представиме со множење како 3 по 2 е еднакво на 6. На бројна оска тоа би било представено вака. 2 плюс 2 плюс 2 е еднакво на 6. И тука гледаме дека стрелката скокнала 3 пати, еднаш, 2 пати, 3 пати и заради тоа ни е представено со множење 3 по 2 е еднакво на 6. Од тука можеме да заклучиме и дека бројот 6 е содржател на бројот 2 и бројот 2 се содржи 3 пати во бројот 6. На следниот пример имаме 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 е еднакво на 20. Во овој броен израз, бројот 5 ни се повторува 4 пати, па заради тоа како множење можеме да запишеме 4 по 5 е еднакво на 20. На бројна оска имаме 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 е еднакво на 20 и затоа велиме дека бројот 20 е содржател на бројот 5 и бројот 5 се содржи 4 пати во бројот 20. Во овој пример имаме 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 е еднакво на 60. И бидејќи бројот 10 ни се повторува 6 пати, како множење овој броен израз ќе го представиме 6 од 10 е еднакво на 60. На бројната оска имаме 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 сме стигнале до бројот 60 и затоа велиме дека бројот 60 е содржател на бројот 10 и бројот 10 се содржи 6 пати во бројот 60. Кои броеви се содржатели на бројот 10? Како најлесно ќе ги научиме содржателите на бројот 10? Ќе започнеме да броиме од бројот 10 преку 10 и започнуваме. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 и така натаму. Што можеме да заклучиме од оваа бројна низа што ја добивме? Можеме да видиме дека сите броеви кои што ги добивме со броење преку 10 завршуваат на цифрата 0. И затоа велиме дека сите броеви кои завршуваат на цифрата 0 се содржатели на бројот 10. Од кога научивме кои броеви се содржатели на бројот 10, можеме сега да го повториме тоа преку неколку примери и да видиме кои броеви се содржатели на бројот 10, кои броеви не се содржатели на бројот 10 и зошто е тоа така. Бројот 125 завршува на цифрата 5, затоа велиме дека овој број не е содржател на бројот 10. Бројот 26 завршува на цифрата 6 и не е содржател на бројот 10. Бројот 170 завршува на цифрата 0 и од тука можеме да заклучиме дека бројот 170 е содржател на бројот 10. Бројот 40 исто така завршува на цифрата 0 и е содржател на бројот 10. Исто така и бројот 90, бидејќи завршува на цифрата 0, е содржател на бројот 10. Бројот 283
завршува на цифрата 3 и не е содржател на бројот 10. 764 завршува на цифрата 4 и овој број исто така не е содржател на бројот 10. Бројот 100, бидејќи завршува на цифрата 0, велиме дека е содржател на бројот 10. Исто така и бројот 350 е содржател на бројот 10, бидејќи завршува на цифрата 0. Бројот 451, бидејќи завршува на цифрата 1, не е содржател на бројот 10. Исто така и бројот 999 не е содржател на бројот 10, бидејќи завршува на цифрата 9. Бројот 10 е содржател на бројот 10, бидејќи завршува на цифрата 0. И бројот 936 не е содржател на бројот 10, бидејќи завршува на цифрата 6. Откога научивме за содржателите на бројот 10, можеме да ја повториме таблицата множење со 10, бидејќи тие две работи се многу блиску поврзани една со друга. 1 по 10 е еднакво на 10. 2 по 10 е еднакво на 20. 3 по 10 е еднакво на 30. 4 по 10 е еднакво на 40. 5 по 10 е еднакво на 50. 6 по 10 е еднакво на 60. 7 по 10 е еднакво на 70, 8 по 10 е еднакво на 80, 9 по 10 е еднакво на 90 и 10 по 10 е еднакво на 100. Тука можеме да видиме дека сите производи што ги добивме завршуваат на цифрата 0 и затоа велиме дека овие броеви се содржатели на бројот 10. Пример, ако 3 по 10 не е еднакво на 30, тогаш велиме дека бројот 30 е содржател на бројот 10 и бројот 10 се содржи 3 пати во бројот 30. 7 по 10 е еднакво на 70. Значи бројот 70 е содржател на бројот 10 и бројот 10 се содржи 7 пати во бројот 70. 9 по 10 е еднакво на 90. Значи бројот 90 е содржател на бројот 10 и бројот 10 се содржи 9 пати во бројот 90. За домашна задача имате две задачи кои ви се многу лесни и едноставни. Првата задача вели вака: заокружи ги со зелена боја сите броеви кои се содржатели на 10. И тука ни се дадени броевите: 125, 260, 789, 400, 36, 870, 28, 40, 776 и 920. Ваша задача ќе биде сите овие броеви да ги запишете во вашата тетрадка и со зелена боичка да ги заокружите само броевите кои се содржатели на бројот 10. А како рековме дека ќе го направиме тоа? Запомнете дека сите броеви кои завршуваат на цифрата 0 се содржатели на бројот 10. И втората задача за вас ќе биде да ја напишете таблицата множење со 10. Речиња, денешниот час по математика заврши. Се надевам дека уживавте и се гледаме на следниот час. Довидување!